Велес. Тоа е мојот град. Овде животот никогаш не бил спокоен. Кој знае колку крв по улиците се пролеала таа 1908 година. Куриетот само што беше започнал. Сите мислеа дека отоманите конечно ќе заживеат поинаку. Тогаш, една студена зимска ноќ, после Свети Никола, татко ми апостол тргнал да оди в црква. Се роди дете, попе. Да е здраво, живо. Ми се роди син. Прв. Право па машко. Да сте здрави и живи. Амин. Марија, како е? Добро, добро. Бабицата вели добро и таа имало немало никакви проблеми. Сакам да го запишеме во книгата. Ајде, легој. Апостол, како ќе го викаш синот? Затоа што само еднаш ќе го запишем во книгата и тоа е Амин. Тоа име ќе го има за век и веков. Сакам да го викаме Коче. Кочо. Да. Костадин. Коста Сомер. Името му го давам на татко ми. Како што мене ме крстеа на дедо ми, така сакам син ми да биде крстен на дедо ми. Да биде вековит кругот. Така е. Така е. Коста, Апостолов, Солев. Многу добро. Така е со векови меѓу нас. Така било и така ќе остане. Кажи ми, како е татко ти стариот грнчар? Добар. Добар? Добар, добар. Епте не кефли, си доби внук. Еве, ти праќа поздрав. Има тука питулици за тебе и за попадијата. И малку тутун има тука. Благодарам. И шишераки. Ова е од нашата домашната. Со многу малку анаса. А тутунот од аргатање. Сполајте, не требало. Гледајте прво за вас да има. А за црквата ако остане, ако Господ Бог даде. Каже ми, апостол, кога мислите да го крстите синот? Епа како е редот? Како вели писанието? Право да поминат 40 дена, а потоа ќе ги сториме сите верски и црковни обичаи. Навалијате и учуматот им кажали дека ти се родил син? Не. Не, сигурно? Не, само домашните знаат. И еве, кај тебе доаѓам да ти кажам. Кај отоманите ќе идам подоцна. Нека го запиша таму во тоа нивните тефтери. Нека закрепне прво малото, нека зајакне. Декември после Свети Никола е студено и Аскарот е многу нервозен. Нашите се враќаат од Корија и се кријат по домовите. Дали ме разбираш? Те разбирам. Се те разбирам. За нив тоа и така ќе биде само една машка глава фазла. Да тргам сега да не ме сретнат сај бичиња по пат. оди ми со здравие и на твоите дома носим голем поздрав. И во недела да не работиш, тој ден е за одмор. Секако што е кажано со векови. Сега си татко, не си обичен грнчар. Сега имаш уште едно уста за ранење. Е, со ова празни бабини прикази сега ти зборувам како татко, те подучувам, а не како свештеник. Разбираш? Ти благодарам, попи. Остани со здравје.
Кај беше? Црква. Зошто одиш црква по ова време? Да не има некој ранет комита? Не знам што зборуваш. Бев да се помолам за здравие за домашните. Може да си одам? Остави нешто па оди си. Што да оставам? Торбата ми е празна, джеповите празни. Остави ја табакерата. Табакерата не може. Спомен ми е од дедо. Не ја давам. Хвала ти и слава ти, Всевишен Господ Исусе Христе, што ова вечер апостол дојди и ми кажа за новата рожба. А некако оваа проклета година, 1908, во која ми кажуваат и ме тераат да чатам за наши чеда убиени в планина. Хвала ти и слава ти, Всевишен Господи. Амин. Многу работи се променија по таа студена декемвриска ноќ. Турците заминаа, дојдоа србите. Со нив ја поминавме и првата голема војна. Мојот Велес се најде во така наречената Вардарска бановина. Тако е, јунаци, тако се пева патриотски. Тако се слави наша славна историја. Ти, Солевиќу, нешто слабо певаш. Да те не боли зуб, случајно? Или ти се не допада песна? Ајде, реци слободно. Зашто не си пева со осталима? Слабо разбирам српски, учител. Не ги замувам зборовите. А, не разумеш свој матерни језик. А може да болje певаш на бугарском, ја? Не, учител, ни српски, ни бугарски. Мајка ми Марија е велешанка. Од тука е, и по татко, и по мајка. Таа му учила на наш мајчин јазик, велешки. Затоа не знам да певам. А ти шта знаеш да певаш, Солевиќу? Дедо ми чешковците ме научили на купу овои песни. Сакате ви запеам една да ве видите дека не се срамам? И кој учеш нам песму? Пева ти неку комицку или неку женску песму? Сиско пролетом бесиле ваној морти и мартири ностри son tutti risorti spada nel pugno li allori. Доста! Доста! Каква е то песма? Какав е тој језик? Непријателски. Тоа е језик саветничких убица. Ова е песна за Гарибалди, учителе. Гюзепе Гарибалди беше голем јунак, учителе. Тој го обедини италијанскиот народ, учителе. Беше народен водач. Заедно со црвените кошери направи Народна република пред Париската комуна. Тој е мој идол, наш идол. И ние некогаш со некој наш Гюзепе Гарибалди ќе се обединим. Сместа на рапорт код директора Солевиќу. А ви остали понављате за мной. 1. децембра 1918 година. Основана е држава Јужних Словена на Балкану.
Srba, Hrvata i Slovenaca. Vladar, najveći srpski sin. To je kralj Petar I. Karađorđević. Ti koša, sine, iš da me se sekiraš. Te u korijete kaznile, pa što? Im se saka, im se može. I onaka nema me pari za učenje. Od danes, ке работиш во грчарицата како чирак. Ама јас сакам да учам, татко. Не сакам да бидам само грнчар. Немаме пари, ме разбираш? Секе ти помогам во доќано. Само пушти ме да учам. А тебе, ако веќе толку ти се учи, учи сам. Што мислиш, мене ме учеше некој? Мајка ти да не одела на училиште. А ете, и двајцата знаеме да читаме и да пишуваме писмо. Додуше, таа малку подобро од мене, ама и мене ме бива. Бедио, ти си многу побистар од мене. Побистар како што е побистра детска солза од Вардар. Ајде сега со бојопинците. Ајде да го разгасаме. Ајде. И така бидна. Дење работе во грнчарницата, а ноќе читав секакви книги. Проза, поезија, филозофија, драма. Кога сме веќе кај драмата, пролетта 1928 година, со другарите во Соколаната решивме да ја одиграме представата Рудари. Иако веќе 8 година беше на сила така наречената кралска обзнана, указ со кој се забранува секаков вид на комунистички активизам. Бевме цврсто решени да направиме нешто за градот по повод големиот празник на трудот. 1 мај. Тежок е работничкиот леб, а најцрн и најтежок е лебот на рударот. Наутро во јама влегуваш без сонце да видиш. Навечер од утробата на земјата излегуваш црн во лицето како гламија. А зашто? За кого го правиш тоа? За големата плата или за сопствените деца? Не. Така влегуваш во земјината утроба за профитот на богаташите, кои само се штоват и локаат црвени вина, за тие крвопици кои ниту 2 пари не фрлаат за работничката мака. И се така, само се врти неиспишаната тешка судбина се до крајот на животот. Од татко до син работник таа мака се пренесува. Се до судниот ден. И еве, овој рудар овде што лежи оти го затрупаа камењето во јамата, туку што се беше ожени. Мома невеста остави во трошната куќа со рожба на пат. Млада жена што сега црна вдовица ќе остане. Тоа не е достоинствен човечки живот. Тоа е песја судбина. И затоа ние, додека жалиме за нашиот рудар, за нашиот брат, треба да сме свесни дека никој нема да ни помогне да се смени нешто, ако самите не си помогнеме. Ако самите научни од газда не му кажеме стои, запри со оваа работа. Викни му газда, вака веќе не може. Дајте ни услови за работа. Дајте ни шлемови и лампи. Дајте ни копачи за во јамите. Дајте ни 10 часа работно време, а не 14 часа рмбаме секој ден 6 пати во неделата. Викни му, газда, запри. Оти ти имаш деца. А може би еден ден ќе се најдат на местото на овој несреќен рудар. Браќа и сестри, вие
домачни души од тука и од цел свет. Ќе дојде ден кога во името на нашите деца, на нашите мајки, на нашите жени, во име на сите жени и на сите мајки од цел свет, ние ќе победиме. И тогаш нема да има угнетени, обесправени и загинати млади рудари. Тогаш во таа блиска и светла иднина сите ќе работат колку што можат, а ќе имаат колку што им е потребно. Да живее правдата, да живее слободата на работниците, да живее Црвен Велес! Браво, браво! Да, бе, Гумас, баш така ќе биде. Тем слично. Јас со Пендраков ќе тепам господа и фини свет, а вас копуците ќе ве тинтрам, зашто сакате да ја вратите црвената општина. Нема више така, братче, обзнана е. Кралска обзнана. Забранети сте со закон лично од кралот. Ева, твојава говоранција е, како наш народ каже, шио ми га, џура. Море, Оксана, да сите вас бе крв да ви ебам комицка бе. И на театар ли најдовте да рушите режим бе, маму вам црвену? Сви учорка бе, крв вам проклета била. Чи си тебе, Ашлак? Ти нашке да си? Што ти е гајле бе тебе копук чи сум јас? Јас сум овде закон. Излегува од Салава да не попиеш 2-3 пендрака у бубрек. Уште не нара да завршиме работа со овие млади отпадници, комуњари. Лад по сел сцена. Овие мајмуни што не знаат што прават. Прават глупости. Гитлајде. Да не си кренала рака на грнчар со мало дете. КБ7. Ако кренеш рака на грнчар, ќе останеш без бардач. Не ги имаш од што вода да се напиеш. Семето ќе ти се сотре. Вашка, наш си. Што ќе правиш кога ќе заврши се тоа? Кај ќе бегаш? Сакал Мејкел, ќе мора овде со нас да живееш. Мисли малку со тоа тиквата. Лупетај! Да се наполјаш тоа кулицка. Наполјај! Ветер се одолни во Турско! Одите да се бросни. Јас сум да ги одбранам. Удрица ста! Пази, пази! Добро вечер, Марија. Гости примата? Панко, влегува еде. Добре ни дојде. Добре ве најдов. Ти како си, Арнас? Арна, фала му на Бога, да не чува од полошо. Апостол дома? Тука е работи нешто. Ајде влегувај, ќе одам јас да го викнам. Нека. Одам јас да видам како му оди работата. Добро вечер, стар грнчару. Дал Бог добро. Арен ли си? Од Бога, Арен. Ти? Гледам си работиш, ама калфава ти го нема. Има попаметна работа. Лежи горе. Го одлежува кјотекот од сношта. Убаво што се бунтовни, ама треба и да се припазат. Слушам, син ти го помодреле од ќотек. Ке му помине. Нека. Така се станува човек. Ајде, ела да го видиш. Еве, брашмар. Ова е Коч. Тоа е тој мој учен син.
Може би немам пари да го школувам, ама еве. Детето ми учи германски. Учи да свири виолина кај Вуич. Коста Соле. Панко Брашнар. Убаво те средиле джандарио. Ама ако, млад си ти, ки издржиш. А што читаш? Една книга од керката на учителот. Невена и татко и директорот на гимназијата, господин Вуич, ми даваат секакви книги. Се започна во библиотеката. Јас барав нешто, не можев да најдам, Невенка ме виде и ме покани кај нив дома. Од тогаш сме блиски, ми даваат книги. А може ли да ми покажеш некоја ако не е тајна? Порано и јас бев учител, сега книгите ми се слабост. Те интересира филозофијата на Хегел и младиот Маркс? Ме интересираат многу нешта, учителе. Знаете, со другарите сега го читаме Горки. Пробуваме да се поврземе со нашите студенти во Загреб и во Белград. Како си, синко? Те боли раката? Добре. Не е ништо страшно, ќе помине. Слушнавме дека имало голема гужва на представата. Пази се да енту уапсет. На Велес му требате вие, напредната младина, а не јас и апостол. Така. Ајде, на здравје, апостоле. Здравје да имаш, Брашнар. Кочо, некој ми кажа дека си почнал да пишуваш. На кој јазик пишуваш? Шкртам помалце на српски, на бугарски, на германски. Понекогаш многу сакам да напишам нешто и на мајчин јазик, на велешки. А зашто најмногу сакаш да пишуваш? За тутунот, за афионот, за селата. Ме интересираат маките на моите велешани. Во читалната организираме литературно матине. Даваме и една приредба за еден загинат рудар. Тоа е тоа што си слушнал. Јас знам многу за тебе. Легенда си. Знам зашто се бориш. Сум чул за Влахов. Сум чул дека треба да и се приклучиме на интернационалата, а не на фашистите. Знам и за конгресот на организацијата во Виена. Легенда си, бате Брашнар. За наш народ си легенда. Каква легенда, бе, Кочо? Кој ти ги полни главите со тие глупости? Ми требаат книги за Македонија. Какви книги? Универзитетски, географски, книги со наши песни, со наши умотворенија, секакви. Манифестот го имаш? Може нешто да се најде. Особено книги за тутунската берза. Знам се за Виена. Знам дека ти си главен за Велес и за Вардарско. Не се преправај пред мене, не сум дете. Црвена ми е душата. Штом толку знаеш, синко, на никој да не кажуваш. Така ли, учителе? Те чуе некој од завист ќе подкаже на джандарите, после отиде шегата. Уште колку пати треба ваков да те гледам модар пред да ти дојде паметот. Остави тоа, мајко. А од каде ти го знаеш тоа? Нема наш велешанец што не знае. Нема човек што не го мисли истото. Нема ниту работник, ниту синдикалец што не ја сака црвената општина назад. Колку и да се чини голем, светот е мал. Ти чувај си се себе и фамилијата. Се ќе биде, ама со ред. Од добра куќа си. Ако си работлив како апостол, далеку ќе стигнеш и многу луѓе ќе научиш. А моми, загледуваш ли? Оре некоја работа да му се најдеше, не мома. Барем некој друг занает да изучеше. Со грнциве едва и куќа се крпи. Знаеш, Маро, како вели наш народ. Од занает богат не стануваш, ама барем безлеп нема да останеш. Ајде, Панко, крени уште една. Ова е мојата, со малку анасон. Инцидентот со жандармите во Соколаната одекна многу непријатно кај властите. Представата беше окарактеризирана како грубо кршење на обзнаната. Од тогаш станавме трн во окото на кралската власт.
го следеа секој наш чекор, секој наш изустен или пишан збор. Дури и не тераа да се јавуваме во жандармеријата секој ден. А јас продолжив да пишувам се што ќе ми паднеше на памет. Thank you.